Тираносаурусот Рекс му рече на диносаурусот Монк: тука има храна само за еден од нас. Ке се бориме за неа. Тогаш таткосаурусот го нападна синосаурусот. Остај ме, тото бе, остај ме. Стално правиш вака. Колку пати да ти речем да не ми влегуваш така во сободор, си играм. Што сакаш? Морав да влезам на време да ја спречам оваа историска битка. Ке си играш уште со диносаурус или да правиме нешто заедно? Не знам. Како например што? Не, дај некој предлог. Математика да решаваме, може? Ама како не беше договорет? По сабота си играм, а во недела пишам домашни. Точно, договорец. А ти ќе ми стоиш уште над глава? Дај бе да си играме нешто заедно да правиме. Може. Ќе идеме во продавница, ќе купиме коцки. Jurassic World со T-Rex и после ќе ги местиме. Ако бе? Колку пари е тоа? 7000 денари. 7000 денари. 7000 денари? 7000 денари? Нема шанси. Мислам дека имам подобар предлог од овој. Зоолошка? Сум бил у зоолошка. Чекај. Те интересира диносауруси, зоологија, настанокот на светот, такви работи. Зоолошка е правото место за нас. Плюс бонус трак, сладолед? Да, Гриз? лес. Договорец. Некогаш остварувањето на желбите ни доаѓа на дофат на раката сосема неочекувано. Невозможното станува одеднаш возможно, но дали желбите треба да ги оствариме по секоја цена, бидете трпеливи. Ќе видите што сакам да ви кажам. Искрена, насмевка, подадена, рака, нескромени игри од утро до сам мрак. Ајде. Јас сум спремен. Апарат имаме? Што ќе ти е апарат кога имаш мобилен? Што збориш бе? Ово е 25 мегапиксела full frame, гледај зум од 18 до 55 мм. Тоест ти го имаш и на мобилен. Абе, не знаете што е убаво. Зоки? Дојди. Еве. Еве, ако главнете, ајде стави ги во раницата. Добро. Мама, и дај ми глицки за да ги хранам животните. Знаеш дека е забрането да се хранат животните во зоолошка? Зошто? Како зошто? Замисли секој што ќе дојде да им фрла храна. Пушти и грицки, тоа не е храна за животни. Тоа значи дека сега нема да ги хранам, така? Да, тоа значи дека нема да ги храниш. Тоа е мачење, не е хранење. Па и вие мене ме мачите. Не ми давате да си играм со диносауруси, ме терате да идам во зоолошка, не ми давате да ги хранам животните и не ми купувате и коцки со T-Rex. Ајде, одиме. Какви се тие коцки T-Rex? Немам поема некој од 7000 денари. 7000 денари! 7000 денари?
клучевите. Тај ги посеа. Не мора да идеме. Ако бе не мора, ќе одиме. Седи, чекаме тука. Еде ја Лидија. Ајде се враќам веднаш. Здраво, Заки. Здраво. Кај си тргнал со ранецо? Со татко ми кидам у золочка. Ако сакаш да и ти, ќе да ме сладолет. Не фала, не сакам золашки. Па ја не сакам, досадно е многу. Мене ми се жални, не ми се досадни. Зашто жално? Па ги чуваат животните затворени. Не се таму каде што треба да живеат. Например, лава треба да живее во Африка, а слонот треба да живее во Индија. А фуката треба во море да плива. Не мислиш така? Како не ми текнало да го кажам на мајка ми, тогаш не мораше да идам. Зашто не одите во музеја? Таму ќе биде 100 пати интересно. Музеи? Да. Таму ќе биде уште подосадно, не ќе музеи. А што сакаш ти? Коцки со диносауруси. Здраво, чичко Филип. Здраво. Абе, во задниот джеп ми би. Одиме па. Ајде. Чао. 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 Убаво да си помината. Еј, шекерно петле. Пробај го ова данас. Да ти подобро од сладолед. Вакви јадовме кога бевме мали. Купи си едно за тебе. Мене купи ми сладолет. Пробај го бе, бади. Ако не ти се допаѓа, ќе го изедам, јас ќе ти купам тебе сладолед. Ајде. Дил? Дел. А? Тато бе. Вакви ви купувале кога сте добивале кецви во школа или кога сте биле немерни? Абе, не знаат што е убаво. Колку треба и една сладолед? Аха, 70. Кај ми се парите? Само момент. Види ги. Да. Се големи. Го изеде? Да. Чекай само да најдам курку. Можедне? Вика можедне? Да. Секогаш пустим сладолет не се пие вода. Добро. Види колку е убаво. Види го. Бади, тука да си да ги гледаш животните пред тебе, од цел свет животните. Како живеат, како... види. Види, Сакаш да ги цртаме? Да си одиме дома? Дома? Чекај, не одиме кај мемуните? Се уморив. Ти си ми нешто чуден, добар си? Добар сум. Само ми си игра со диносауруси. Тој поинтересна борби има. А не тука све е досадно. И дури на животните не им е интересно. Гледај, лават само лежи. Што си запнал со тие диносауруси? И што си толку обседнати со борби? Животните се тука да живеат, не да се борат. Па во природата се борат, сум видел на интернет. Па дека на 8 години имаш и мобилен телефон, и интернет, и PlayStation, затоа ти е сега досадно да го зоолошки. Извини, имам 9. Се извинувам, па да, 9 ти си веќе голем, па уште и коцки ти фалат. Слушај, тоа да го заборавиш. Избриши го. Нема коцки. Гледај си коцки на интернет. И сам ќе си купам. Добро, кога ќе заработиш 7 години, да се купиш сам, може? Кога беше интересно? Да. Дай ми го ранецот. Зашто? Така клучевите таму ги стави, дай. Не, во джеб ги стави. Во ранецот ги Во стави. джеб ги стави. Еве, не се во джеб, значи во ранецот се, дай. Во джеб ги стави. Господине, вас да не ви спаднале клучевите? Да, моите. Па да, сега видов се пробарувате по джебови, па си реков ваши се. Веројатно пари кои сум вадал ми испаднале. Фала ви, ептен. Нема гајле. Ајде, пријатно. Пријатно. Честен човек од Осабале ќе ги барат. Ете, гледаш дека не се во раницата? Не се.
Што правиш, Зоки? Учам. Браво. Гледам добро ти дошло прошетката со тато, а? А да те прашам нешто? Прашај. Да не ти вети тато дека ќе ти го купи тој тирексот што му го побара Савајле, а? Знае тој да ветува се и се што само за да те натера да учиш. Ние бе сам ми тикнал да учам. Браво. Мамо, ајде ја кидам надвор, ако? Ти титна другарите толку од учењето, а? Те молам. Ајде, мусио, ајде. Сабота е. Мала. И колку пари има? 10.000 денари и 100 евра. 100 евра! Абе, не се дери, 10.000 денари се повеќе од 100 евра. А што ќе си купиш? Па... Купиш нов iPhone. Абе, нема пари за iPhone, ама има пари за PlayStation и нова игрица. Ќе си купам коцки тирекс, а со останатите пари ќе видам што ќе правам. А со останатите пари купи ни нешто на нас, еве по еден сандвич. Што? И ние заслуживме? Ке те чуваме тајната. Ама, џабе ми се парите кога не можем да ги трошим. Зошо бе? Па, замисли, на моите се појавам со коцки од 7.000 денари. Што ќе каже тој, од кај толку многу пари? Па твоите многу знаат колку пари е тоа. Па знаат им кажав. Па што си им кажал? Па тогаш не знам дека ќе најдам новчаник полн со пари. Бе, не се секира, ќе смислиме нешто. Слушај, ако ми купиш сандвич, на никој нема да кажам. А ако не ми купиш, ќе кажам на секој. Еви ти бе сок. Фала. Баба, ти си нашла некогаш пари? Што? Дали си нашла пари? Јас, да, еднаш. Знаеш колку се израдував? Зашто обично јас бев таа што ги губам парите. И што направи? Си ги сочував. Ги сочува. Да, бе, за среќа. А колку пари беа? Беше една 100 денарка, црвена. А, се купи нешто? Што да купам? Па, не знам, некој фустан, книги или некој златно ланче. Бе, синко, што зборуваш ти? Тие работи што ги редиш, знаеш ли колку коштат? Во наше време, за таа 100 денарка, можеше да се купи само еден еклер и една боза и толку. Ама јас не сакав да ги трошам парите. Сакав да си ги сочувам како Амаилија за среќа. А ако најдеш 1000 такви, што ќе направиш, а? 1000. Па ќе ги пријаве во полиција. Во полиција? Зашто во полиција? Не си ги украла, си ги нашла. Па, ако јас сум ги нашла, значи дека некој ги загубил. Бабе, тоа ти е исто како да си ги украл. Баба, ништо не те сваќам. Тие ќе ги пријавиш, а таа не. Ништо не те сваќам. Која не бе? 100 денарката? Ајде. Ајде, бабе, испи си го сокот. Не, баба, јас кидам надвор, ајде. Ајде, чао. Кај се бе, Нинџо? Еве. Доро, што толку се секираш? И јас да најдам толку пари, ќе се летам од радост. Тој страв ми е. Зошто ти е страв? Не си ги украл? Ама до сега сигурно има пријавено во полиција. Сигурно, не се малку пари. Што ако ги најдат кај мене? Ќе мислат дека сум ги украл. Не бе, нема шанси да ги најдат. А сигурно нема те каже на никој, така? Не бе, Нинџо, како кажување. Моите се ме викаат за ручек. Послем ручек, сакаш ја ти бокина тирамису, зема пари од новчаникот. Може, ајде. Ке ве чекам после, ако? Добро. До полицијата. Полиција? Што може да направи полицијата? Ништо. Каква полиција? Со рогови. Ајде бе, не е секој муабе за дете.
Оди си бъди кај тебе соба. И после? И после ништо. Полицијата ја од крв и месо да ги пушти овие за пола саат се вратија си ги наместија тезгите, габите, патлиџани, пиперки. И за тоа викаат полиција. Зоки, денес ти го чистев бюрото и знаеш што најдов? Што? Таа тетрадката што мислеше дека си ја заборавила во школа. Треба да бидеш малку поуреден сад. Ке бидам. Може да идам со другари на тирамису? Обавезно. Сега фукна сладолет. Ај, немој да бидеш толку строг, како да другарите, нека оди и тој. Чекай. Поели? Не мора, имам. Имаш? Така бе? Па баба ми даде. Добро. Ај, чао. Ајде, чао. Чао. Гледа бе си, штеди човек. Браво! Ако не можеш да ти помогнам. Штета Лидија што не е тука. Обожава тирамису. А нека ми речем да ми спакуваат, пак и однесам. И супер идеја. Тапа идеја. А сигурно немате кажено на никој, така? Не бе нинчо како окажување? Але таман работа. Фала ти, Зоки, ама не знаев дека имаш тајни од мене. Какви тајни? Кажа Буки за парите што си ги нашол во зоолошка. Со нив го купи Колачев. Фала ти што си помислил на мене, ама задржи си го или дај го на некој друг. Јас не сакам ништо од тие пари. Ама не ги украдов, ги најдов. И плюса моја среќа. Знам, ама еве замисли дека ти си изгубил толку пари, некој ги нашол и не ти ги вратил. Може тие пари биле на сиромашни што немале што да јадат и сега гладуваат. Си требал да ги дадеш на чуварот. Нема да ме кажеш на моите, така? Не се секире, не сум издајца, само мислев дека си по... Пошто? Нема врска, со здравје да си ги трошиш. Врати се, Буки! Врати се, бе! Нели на никој не си кажал? Па на никој. А кој кажал тогаш на Лидија? Добрата Лидија не е било кој, Лидија е една од нас. Ако сакав јас ќе ги кажев. А и реков на никој. Добро да е. Еве жими хамбургерите са на никој, не кажувам ни збор. Врати се! Добро, чекај. А што ти кажа она? Дека сум требало да го вратам новчаникот. Па сигурно е љубоморна дека она не ги нашла парите. Сега ќе тута пам. Добро, не, врати се! Мора нешто да ви кажам. Што е, нешто се случи? Дојди вам. Што е, бе, сонце? Што бе, бади? Најдов новчаник полн со пари. Во зоолошка. О, Золо, како бе најде заедно бевме? Па, јас го видов, а ти не, и он го се во ранец. Добро, зашто не му го дате на тато новчаникот? Не ја знам. Мислев дека е моја среќа и сакав да си купам коцки. Ама како ќе купуваш коцки, бе, тоа не се твои пари, не се наши, тие треба да ги вратиме сега на собственикот. Ајде. Добро да е, ништо страшно. Да. Не е доцна, можеме и сега да го вратиме новчаникот, така? Каде? Кај мене во соба. Потрошив 300 денари. Ги ти остави поки и колки. Ајде, смири се. Добро е што ни кажа. И добро е што свати дека ова не е добро. Вака ќе направим. Еве, јас ќе најдам број, ќе се јадам таму во зоолошка. Веројатно некој до сега ги побарал и ќе му ги врати. Лежи? Баш.
Уште еднаш не знам на вистина како да ви се заблагодарам. Не, прво јас да ви се извинам што не можевме веднаш да дојдем. Какво извини? Па ово е јунак. Он заслужува награда, еве не сака. Сака, само да знаете колку пари се тие коцки. Ама јас имам една друга идеја. Друга награда, не е парична. Мислам дека нема да ја одбиете. Јас работам во Природно-научниот музеј, па можам да ви обезбедам една тура со стручен водич. Може? Сакате? Може бе. А? Ајде, Оде, бе. ајде. Сега мислам дека подобро ме разбирате дека желбите не треба да се остваруваат по секоја цена. Ако среќата треба да се купи со туги пари, тоа не е среќа. Барем не ваша. Зоки Поки не ги доби диносаурусите во коцки, но затоа виде неверојатни работи и научи многу за прастарите животни што го интересираат. Да, секако научи дека туѓото не треба да се присвои, дури никога е најдено. Подоцна доби и награда, не парична, ама каква? Не ти е само се жал за Тирексот? Не, зашто да ми е? Да бе, не. Ако не ги вртеше парите, до сега ќе си го купеше. Дички, не знаете што ми се случи. Но тој чичкото што му го вратив на овчарникот, беше спремен да ми ги купи истите коцки за награда. И што му рече? Дека не сакам. Дечки, ќе ве носам во музеот, каде што има инсекти од времето на диносаурусите. Следете ме. Moja si je sreća. Moja si je sreća. Денеса тата во зоолошка, на земја си најдов паричник. Сигурно некој го изгубил, го сокриво ранет за еден миг. Нема да знае ни Гопки, ни Боки, нема да знае ни Лидија, нема да знае никој жив, ни мојата фамилија. Моја си е среќа, јас го најдов прв. Ке си купам се што сакам, и коцки, диносаурус, и нови игрици, и нема шанси да го вратам. Не убаво тоа, Зоки, не права така деца, ули, не, врати го тоа што не е твое, не, покажи фрај кој е. Денеса тата во зоолошка, на земја си најдов паричник. Сигурно некој го изгубил, го сокриво ранет за еден миг. Нема да знае ни Гопки, ни Боки, нема да знае ни Лидија, нема да знае никој жив, ни мојата фамилија. Моја си е среќа, јас го најдов прв. Ке си купам се што сакам, и коцки, диносаурус, и нови игрици, и нема шанси да го вратам. Моја си е среќа, јас го најдов прв. Ке си купам се што сакам, и коцки, диносаурус, и нови игрици, и нема шанси да го вратам. Не убаво тоа, Зоки, не права така деца, ули, не, врати го тоа што не е твое, не, покажи фрај